Почитувани и сакани кавадарчани и тиквешани, во пресред на новата година и завршување на оваа 2018 година, сакам во едно јавно обраќање до вас да дадам еден краток осврт на моите залагања и застапувања во парламентот на Република Македонија во 2018 година. Приоритет ми беше ориентацијата на застапување на локално-регионалните интереси, пред се на земјоделието и другите важни, значајни за граѓаните и за градот Кавадарци и општините од Теквешијата прашања кои што во соодветните законски прописи беа третирани и одлучувани во Собранието на Република Македонија. Сакам да одбележам дека годината се отпочна со реализација на некои мои иницијативи во конкретни законски прописи. Така беше на мое барање донесен и усвоен законот за продажба на градежното земјиште, со тоа што оние сите граѓани што го има испуштено рокот за пријавување на приватизацијата на приватното земјиште да го остварат тоа право. Мои иницијативи се прифатија и во Законот за извршување, кое што главното барање што се прифати е да висината на трошковите за извршување бидат во однос со главниот долг, посебно за комуналните такси, и сега веќе тие не може да бидат повеќе од 20% од главниот долг, што е едно големо постигање. Моја иницијатива преточена во закон беше и делот на остварување на правата на стечените работници, каде што оние што до сега не се опфанати продолжува борбата за во наредната година соодветни измени и дополнување на овој закон. Прифатени ми се иницијативите во Законот за земјоделие и рурален развој и Законот за вино во однос на застапувањето на поквалитетен организиран откуп и навремено плаќање на лозарите на откупеното винско грозје. Морам да кажам дека на Институтот пратенички прашања редовно се поставува сите актуелни барања што се од Кавадарци и Теквешијата од моја страна. Во амандманската расправа за пофалување една нескромност, 6 амандмани како пратеник на опозицијата ми се прифатија во соодветните законски прописи, и она што е најголемо мое резултирање во парламентот, тоа е предлогот на мојот закон за предложен од мене за закон за отпис на камати за комунални долгови, кој што беше прифатен и во однос на отпис на каматата и во однос на намалување на трошковите до 20%, кој потоа ги прифати и во закон за извршување и владата и таков закон се донесе. Морам да кажам дека во оваа година беа отпочнати и уставните измени. Јас, не учествувајќи во овие измени во одлуката за пристапување кон уставни измени, по донесувањето на оваа одлука пристапив кон еден активен однос во натамошното утврдување на нацрт и предлог амандманите. Од тоа мое активно предлагање на неколку амандмани, 4 ми се прифатија, што е една несекојдневна работа во уставно-тварното донесување на измени на Уставот на Република Македонија. Ми се прифати амандманот во преамбулата да нема измени на името Република Македонија во Република Северна Македонија и Република Македонија во Северна Македонија. Сметам дека тоа е една големо постигање во однос на јакнење на македонскиот идентитет на државата, како и предлогот во самиот текст на преамбулата со целосно прифаќање на мојата формулација да после референдумот 1991 година како конститутивни документи се потенцира дека тоа има значење на остварување на правото на самоопределување на македонскиот народ за сопствена држава, на кој што се изрази волјата на македонскиот народ и другите граѓани во Република Македонија за самостојна и суверена држава.
И на крајот во нормативниот дел од Уставот се прифати директно мојот предлог со формулација да се гарантира македонскиот идентитет, а тоа е дека Републиката гарантира, штити и негува особеностите, историското и културно наследство на македонскиот народ. Сакам овде да потенцирам дека во 2019 година мојата преокупација ќе биде во делот на реализација на крупните капитални објекти за Кавадарци и за општините од Тиквишијата, продолжено застапување на она што значи интереси на земјоделците, посебно лозарите од општина Кавадарци. И овде посебно сакам да го обележам што во буџетот 2019 година на мој предлог владата обезбеди средства со кои се гарантира во случај Поврдарие и Стефани винаријата да не го исплатат сега неисплатеното винско грозје, да ги со обештетување исплата изврши преку буџетот владата на Република Македонија, што е многу битно, заедно со исплата на субвенциите, и тој е 1 динар до 14.2 до Свети Трифон. Морам да овде да го посебно обележам и моето застапување во 2019 година, кој што ќе биде на планот на реализацијата на Законот за судовите, како едно мое големо резултирање. Тоа е на мој предлог, заедно со другите пратеници од Тиквишијата, се усвои да судот во Кавадарци ги добие проширените надлежности, како што беше порано, што значи да не мора веќе граѓаните и правните лица за било кои кривични, граѓански и трговски спорови да одат во Велес, односно сите тие надлежности ќе ги остваруваат тука. Тоа е во врска и со јавното обвинителство, такви проширени надлежности ќе добие и јавното обвинителство, а потоа следува и заокружување со стекнување на статус на управа на нашата полиција, односно секретаријат, сектор за внатрешни работи. Другото застапување што ми е приоритет 2019 година, тоа е делот на конкурентното, квалитетно аплицирање по однос на отварањето на граничниот премин Пулјевац. Веќе во март-април месец има повик преку програмата ИПА за отварање на нови гранични премини покрај овај Маркова нога што е во Ресен. Втор по приоритет е издејствувано е, расправано е. Го имаме грчкиот партнер од општините Аридија и Воден да биде вториот премин Пулјевац на територијата на општина Кавадарци. На тамошното застапување ќе биде безрезервно и уделот на земјоделието, да се доврши неисплата до сегашна на земјоделците, како и реализацијата на сите крупни капитални објекти. Пред се овде мислам на новата детска градинка, како и делот на проширување на болничкиот дел во нашата болница, како и подигање со обезбедување на дополнителна медицинска опрема на рангот на нашиот јавно здравствена установа во регионален медицински центар. Сакам да на сите граѓани им ја честитам новата 2019 година, им пожелам ним и на нивните семејства среќа и успех, и да еве и во оваа прилика среќни, пред се здрави, живи, да си пожелиме поуспешна 2019 година, а јас како ваш пратеник стоам и понатаму на располагањето да бидам во функција на застапување на вашите интереси и на интересите на развој на Кавадарци и на општините од Тиквишијата.